Високите зони во Штип ова лето нема да имаат проблеми со водоснабдувањето и нискиот притисок на вода. Интензивно се работи на изградбата на резервоарот Пребек и резервоарот Мери во Штип, со што ќе се овозможи дополнителна капацитетност за водоснабдување на градот со нешто повеќе од 2000 кубици вода. Парите се обезбедени преку само придонесот во вредност нешто помалку од 1 милион евра. Дополнително оваа година се очекува да започне изградбата на резервоарот Каваклија, со кој што исто така ќе се зголеми капацитетноста на друг реон од градот, тоа е Суитлакот, Каваклија, Деснаци, затоа што досега овде капацитетноста и водоснабдувањето се решаваше со постоечки резервар, но паралелно на ова кое што сега го споделувам како информација, морам да истакнам пред јавноста дека во изминатата година на територија на општина Штип се реализираат два крупни проекти. Тоа е линија ниска зона, која што се промени со нова водоводна линија во должина од 1,2 км и линија 2 во должина од 3 км. Практично повеќе од 4 км имаме изградба на главни водоводни линии кои што морам да кажам дека ја подобрија состојбата со загубите на вода. За изградбата на резервоарот Каваклија се обезбедени 200.000 евра, со што се очекува оваа година да биде завршен и да нема проблеми со водоснабдувањето и во реонот на Суитлак, Деснаци и Каваклија. Изградбата на резервоарот Каваклија чини 200.000 евра, 12 милиони денари, кои што очекувам оваа година да бидат реализирани, потрошени, затоа што со овој резервар преку Министерството за животна средина аплициравме во насока на изградба на овој резервар. Освен ова се работи на секундарната водоводна мрежа, а преку Министерството за транспорт и врски е распишан вториот повик, преку кој се опфатени изградба на нови водоводни мрежи во викенд населбата Плуждино и индустриската зона Плуждино. До летоска треба да биде завршена и водоводната и канализациона мрежа во новата населба во Три Чешми.